Добра вечер, почитувани го следите дневникот, во продолжение да ги видиме кратките најави, останете со нас. Се уште трае огласот за субвенционирање на комуналии. Ке се формира граѓански форум на Куманово. Повик за стручни обуки според барањата на работодавачите. Се уште трае огласот за субвенционирање на трошоците за комунални услуги за 2023 година. До 20 месецов можност има да се пријават заинтересираните кои што ги исполнуваат условите. Многу повеќе на оваа тема од прилогот во продолжение. Општина Куманово, односно секторот за култура, спорт, социјална заштита, заштита на деца и здравствена заштита, повторно го објави огласот за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 2023 година. Согласно програмата, предвидено е поволноста да ја користат 450 лица, но со оглед дека бројот не е целосно исполнет, односно во моментов ја користат на 370 лица, повторно се повикуваат заинтересираните кои ги исполнуваат критериуми да поднесат барање. Право на субвенционирање може да остварат самохрани родители, стечајни работници, згрижувачки семејства, деца без родители и родителска грижа, лица со попреченост со навршени 26 години, најдоцна до 65 годишна возраст, приматели на право на социјална сигурност за стари лица, односно над 65 години. Барањата ќе бидат земени во предвид се до исполнување на предвидениот рок на корисници на програмата, доколку бројката на поднесители барања се надминува, тоа приоритет ќе имаат поднесителите кои ќе донесат први барања. Барањата може да се подигнат во поранешната зграда на АД Којзак спроти градскиот стадион, во одделението за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита. Барањата со потребна документација се доставаат до архива во општина Куманово најдоцна до 26.2023 година. Исто така барањата кои се поднесети, односно се однесуваат на малолетни лица кои ги пополнуваат, тоест поднесителот мора да биде родител или старател на барањата и сите дополнителни информации може да ги добиете на општина Куманово, тоест на општинскиот сајт kumanova.gov.mk или во зградата на поранешен хотел, тоест зградата на Којзак од 8 часот до 14 часот. Со оглед дека бројот на предвидени корисници во програмата за социјална заштита на општина Куманово за категоријата материјално и стамбено необезбедени лица, корисници на гарантирана минимална помош не е целосно исполнет, се повикуваат заинтересираните кои ги исполнуваат долу наведените критериуми да поднесат барања. Со овој фактички повик ги повикуваме сите кои не ги извршиле претходно барањата или немале услови да ги извршат барањата, исто така да се пријават и да поднесат барање за обезбедување на помош на домување на материјални стамбени необезбедени лица, тоа е корисници на гарантирана минимална помош за 2023 година. Исто така барањата ќе бидат во предвид се до потполно исполнување на предвидениот број на корисници на програмата. Се надеваме дека бројката нема да ги надмине и приоритет ќе имаат првите поднесители на барањата. За потребните документи, лицата може да се информираат на сајтот на општината или во просториите на секторот. Општинското основно училиште Толи Зордумис денеска ја започна прославата на јубилејот 60 години постоење. Одбележувањето на патронатот започна со спортските надпревари во мал фудбал и одбојка за предметна настава. Учениците од одделенската настава од прво до пето одделение се забавуваа на спортските активности и игри без граници. Во 11 часот се одржа литературното читање. По повод патронатот беше распишан литературен конкурс за поетски творби "Татковината во песна" за училиштата од општината. Прво место освои Симона Бојковска, ученичка во Христијан Тодоровски Карпош, ментор Весна Алексова. На читањето беа поканети гостинки писателки од нашиот град. Професорката Анита Димовска од Кочо Рацин ја промовираше својата еко-бајка "Зелена кралица", издадена во збирката "Детелинки Белинки". Оливера Трајковска, дипломиран теолог, член на Сдруженијето на Друштвото на писатели на Куманово, и Силвана Бојковска, дипломиран економист и магистар по културологија. Активностите по повод патрониот празник на училиштето продолжуваат до петок.
Центарот за вработување во Куманово ги повикува работодавачите и невработените лица да се пријават за стручни обуки според барањата на работодавачите, мерка од оперативниот план за активни програми и мерки за вработување. Огласот е во тек, а ќе трае се до исполнување на предвидениот опфат согласно оперативниот план. Во тек е јавниот повик до работодавачите и до невработените лица за мерката 3.2а и 3.2б, односно стручни обуки според барањата на работодавачите. Според раководителката на Центарот за вработување во Куманово, Марија Димитриевска, мерките се поделени на два огласа, бидејќи работодавачите кои што ќе учествуваат во мерката 3.2а мора да бидат верификувани спроведувачи на обука, додека работодавачите кои што ќе учествуваат во мерката 3.2б не мора да бидат верификувани спроведувачи на обука, туку доволно е да изготват и да достават план според кој што ќе се реализира обуката. Оваа мерка се спроведува со поддршка на UNDP, посочува Димитриевска. Целта на оваа мерка е зголемување на степенот на вработливост на невработените лица, со тоа што овдека, за разлика од практиканство каде што имаме ограничување на возраста до 29 години, овде нема ограничување на возраст, значи може да се вклучат и повозрастните активни баратели на работа. Исто така, оваа обука се одбива во период од 3 месеци, со тоа што невработените лица добиваат надоместок во износ од 11.000 бруто износ со вклучен професионално заболување и данок на доход. Со тоа што овдека работодавачот по завршување на обуката треба 50% од лицата кои што биле вклучени во обуката и успешно е завршиле обуката да ги вработи на неопределено време во период минимум од 6 месеци. Работодавачите кои што ќе бидат вклучени во мерката 3.2а за стручни обуки според барање на работодавачите добиваат надоместок во висина од 30.000 денари, додека пак работодавачите кои што ќе бидат вклучени во мерката 3.2б добиваат 25.000 денари за секое лице кое што успешно ја завршила обуката. Јавниот оглас за стручни обуки според барање на работодавачите е објавен на 15 мај годинава, а ќе трае се до исполнувањето на предвидениот опфат согласно оперативниот план за активни програми и мерки за вработување. Тројца граѓани на Куманово во два одделни случаи во текот на вчерашниот ден биле каснати од куче скитник. Во првиот случај, двајца кумановци на возраст од 51 и 55 години пријавиле дека во централното градско подрачје биле каснати од куче скитник, додека пак во вториот случај, 38 годишна кумановка пријавила дека во населбата Вера Которка во Куманово нејзиниот малолетен син бил каснат од куче скитник. Ке се формира граѓански форум на Куманово, чија цел е да обезбеди политичка партиципација на граѓаните во процесот на одлучувањето. На конститутивната седница ќе биде избран председател на форумот и членови на други органи, информира професор доктор Симеон Гелевски во име на иницијативниот одбор за формирање на форумот на Куманово. Седницата ќе се одржи в четврток во зградата на поранешен комитет со почеток во 19 часот. Граѓански форум на Куманово ќе се формира во градот. Конститутивната седница на форумот ќе се одржи в четврток неделава, информираше денеска професор доктор Симеон Гелевски, професор емеритус во име на иницијативниот одбор за формирање на граѓанскиот форум. Крајно време е граѓаните да се обединат и да станат слободна политичка личност, со сопствен идентитет, со сопствено јас и со сопствено мислење во демократското општество и во јавниот и политичкиот живот, рече меѓу другото професорот Гелевски. Една група ентузијасти на собирот на јубилејната 150-та емисија за познати личности на Куманово, на Кумановската телевизија Плюс, ја прокламира идејата да се формира граѓански форум на Куманово. Ова идеја беше плебисцитарно прифатена од околу 150 граѓани кои присуствуваа на собирот. Ете, драги мои кумановци, со ова убава идеја и мисла, ве покануваме масовно да дојдете на собранието и со своето присуство да ја дадеме легитимитет на новата граѓанска институција форум, облик на непосредна демократија на граѓаните на град Куманово.
Вам ви е добро познато дека политичката позорница во Република Македонија ја водат и ја менаџираат партиите и на централно и на локално ниво. Граѓаните само бираат и толку. За жал, тие представници избрани од граѓаните донесуваат одлуки, се разбира во интерес на партиските програми, а граѓаните остануваат надвор од решавачките одлуки за развој на глобалните општествени односи, а камоли за конкретните кои ги имаат во овие кризни времиња. Граѓаните се надвор и од политичките процеси. Тие се раздвоени по шавови, партиски, етнички, религиозни, економски, социјални и други. И за жал се наоѓаат во состојба на апатија и би рекол на хибернација. Ова ситуација е неиздржлива и мора да се менува и треба да се менува. Крајно време е граѓаните да се обединат, бидејќи се разединети, и да се изборат за своите вистински статус, за својот вистински статус цивитатис. Тоа е граѓански статус. За положба од граѓанин како посматрач и наблюдувач кон државата и кон локалната власт, да се конституира во цитизан политикус. Целта на граѓанскиот форум, вели професорот Гелевски, е да се обезбеди политичка партиципација на граѓаните во процесот на одлучувањето и форумот да се конституира како институција на слободата и како субјект и партнер на локалната и на државната власт во Куманово. Во граѓанското, односно нашето цивилно општество, граѓанинот да стане главен актер и двигател со покренувачка сила. Па ќе прашате дали е тоа можно. Ете, ќе биде можно. Можно е, доколку има услови, и тоа, секој граѓанин слободно да си го каже своето мислење и својот став за јавните и за општествените работи во градот. Јавната трибина, тоа ќе ја формираме, тоа е форумот, сосема ќе им го овозможи тоа право. Ве очекуваме во четврток во 19 часот, за да ја реализираме оваа благородна демократска идеја во интерес и само во интерес на граѓаните, на нашето сакано Куманово. Професорот Гелевски од иницијативниот одбор ги повика граѓаните масовно да бидат дел од формирањето, организирањето и промовирањето на форумот, кој ќе им служи на граѓаните за подостоен живот и улога во општествените односи. Територијалната противпожарна единица Старо Нагоричане располага со најстари возила во целата држава, покажа истражувањето на Центарот за граѓански комуникации. Во меѓувреме Куманово има дури 33 пожарникари помалку од законски пропишаното. Според анализата, Македонија има недостиг од вкупно 340 пожарникари. Најголем недостиг има во Скопје или 200 пожарникари помалку од законски пропишаното. Следува Куманово со минус од 33, а тука се и Битола и Тетово. Од друга страна, помалите општини имаат и надзаконскиот минимум. Пример, Ресен има дури 6 повеќе, а по 4 Гостивар, Струга, Кичево и Делчево. Возилата се антички, покажува оваа анализа. Така, од 284 возила, половина се постари од 30 години. Иако во последните 3 години биле набавени 65 возила плюс, сепак тие се половни и со просечна старост од 17 години. Најстари возила со просечна старост од 39 години има противпожарната единица во Старо Нагоричане. Една година помлади се возилата во Кратово, а 36 години е просечната старост во Валандово. Велес и Штип имаат најнови возила кои сепак се стари во просек по 12 години. Шампион е возилото од Валандово, там од далечната 1966 година, а со слична старост има и во македонска Каменица, Битола, Крива Паланка и Демир Хисар. Слично е и кај амбулантните возила, ги има 263 во целата држава, а просечно се стари по 12 години. Во сабота во Центарот за култура уште еден концерт по повод 10 годишниот јубилеј ќе одржи културно-уметничкото друштво Српски вес. На концертот е предвиден настап на националниот ансамбл Коло.
По повод 10-годишниот јубилеј, културно-уметничкото друштво Српски вес организира уште еден голем концерт на националниот ансамбл Коло. Концертот ќе се одржи во сабота во Центарот за култура Трајко Прокопиев со почеток во 19 часот. Информациите за влезниците може да се добијат во просториите на друштвото. Организаторите ги повикуваат граѓаните масовно, како и на првиот концерт, да ги проследат настапите на Српски вес и Коло. А сите што не добија билети, не успеа да добија билети сега за во сабота на 13 кога беше нашиот 10 годишен концерт, ќе правиме уште еден концерт, овој пат заеднички со национален ансамбл Коло од Белград, тоа е како нашиот, односно како танец во Скопје. Во наша чест ќе дојдат дури 75 луѓе, целиот професионален нивен тим со квалитетна сценографија и со сите пратички како едно професионално дружение во 19 часот, каде што ќе настапаме заедно. Инаку ова Коло како национален ансамбл прави еден вид колодром низ регионот, така да покрај тоа што ќе настапи тука кај нас во Куманово, ќе настапи заедно со танец на 9 во Битола. Така да тоа е во суштина целта е да тие братски односи со македонски народ што ги негуваме да дојдат до изрази. Салата на Центарот за култура на првиот концерт беше мала за да ги прими сите заинтересирани граѓани. Пред кумановци настапија гости од Македонија и Србија. Една успешна приказна во Куманово и среќам се поради тоа. Секогаш вела дека првите години, поврсно првите 10 се најтешки, најважни во функционирање на определено здружение. Ова година го направивме еден, да накажам, величанствен годишен концерт во Центарот за култура Трајко Прокопиев, како што кажавте. За жал не стигна сите да дојдат до билети, имаше преку 1000 заинтересирани, меѓутоа капацитетот беше околу 700 луѓе. Имавме една богата, стварно исклучителна програма. Ни дојдоа 3 културно-уметнички друштва како гости од регионот и диаспора, културно-уметничко друштво од Романија, Плави Делија, културно-уметничко друштво Опленац од Топола и Лепосавиќ и Копалник од Лепосавиќ. Та специјален гост ни беше и познатата етномузиколог или една од познатите етногласови во регионот, посебно во Србија, Даница Крстиќ. Така да имавме и чест да ни бидат и званичници од Македонија, од Србија, од Македонското собрание, од Српското собрание. Во здруженијето членуваат над 150 дечиња. Се негува српската традиција, но не се заборава ниту македонската. За сега сме повеќе од задоволни. Ние имаме преку 150 членови, се разбира, имаме ги негуваме исклучително квалитетни добри односи со братскиот македонски народ. Повеќето кореографии се српски, меѓутоа тука има и кореографии македонски. Имаме и песни пееме, повеќето српски, меѓутоа тука се и македонските, се разбира. Во нашето членство дел се и како се вика и од нашиот братски народ членови деца, имаме и ромчиња, така да и усто имаме одлични квалитетни односи со албанскиве издружени, ромскиве, Самобарен Шамани, Руши Чакир, така да ние суштина сме прав пример како Куманово едно мултиетничко општество кое засега добро функционира. Членуваат дечиња од двете националности. Цените на угостителските услуги во мај годинава во споредба со април се зголемени за 1,2%. Во однос на мај лани пак растот на цените е за 13,4%. Кумулативно во периодот јануари-мај 2023 во споредба со истиот период од минатата година, цените на угостителските услуги се покачени за 13,5%. Споредено по групи на услуги во мај во однос на април зголемување е забележано во групите храна за 0,7%, алкохолни пијалоци за 0,1%, безалкохолни пијалоци за 0,9% и ноќевање за 3,7%. Следуваат вестите од Македонија. Очекувам овој 1 септември да бидеме поподготвени од сите предходно. За повеќето, 80% од предметите веќе има доставено ракописи, изјави министерот за образование и наука Јетон Шакири. За предметите за кои не се пријавуваат автори на повиците за учебници, како што е македонски јазик за трето оделение, истакна дека ќе се бара решение, ако треба, како што рече, и со подготвителни материјали. Не ме радува фактот што учебникот по македонски јазик за петто оделение стигна на крајот на учебната година,
но ме радува тоа што тој ќе биде достапен за учениците во наредната учебна година, рече Шакири одговарајќи на новинарско прашање по средбата со представници на СОНК и на Американската федерација на наставници. Како што и претходно соопшти МОН, тој појасни дека конкретниот учебник доцнел зашто на Триповици немало пријавени автори, а на 4-тиот во август се пријавил авторски тим со предложен ракопис. Сите учебници за 1, 2, 4 и 5 одделение се одобрени и веќе имаме започната постапка која завршува забрзо. За учебниците за 3 и за 6 одделение, за кои според етапната примена на концепцијата за основно образование, новите наставни програми на Бирото за развој на образованието ќе се воведуваат од наредната учебна година, рече дека веќе има доставени ракописи од автори до МОН. На неколку повици не се пријавиле автори за македонски јазик во 3-то одделение и ќе се бара, како што рече, наитно решение за да го има на 1 септември. Прв пат оваа година се доставени учебници кои ќе се употребуваат и за наредната учебна година, посочи Шакири и додаде дека по подолг период ќе има достава и на учебници во општо гимназиско образование. Сојузот на средношколците поднесе иницијатива до Уставниот суд за оценување на уставноста и законитоста на членот 41а од Законот за средното образование. Законските измени што ги предлага Сојузот се однесуваат на правото на бесплатен јавен превоз на сите средношколци. Председателот на Сојузот Лука Павичевиќ на денешната пресконференција рече дека моментно не се третирани сите средношколци еднакво, бидејќи има повеќе категории средношколци што ова право го немаат. Тој вели дека најмногу бројни се ученици од приватните училишта, но и учениците од стручните училишта кои посетуваат феријална практика во текот на распустите. Немаат право на бесплатен превоз ниту учениците што живеат на помалку од 2,5 километра од училиштето. Според него, сегашните одредби во законот се косат со членовите 9 и 44 од Уставот. Членот 9 вели дека сите граѓани се еднакви во слободите и правата, независно од полот, расата, бојата на косата, националното и социјалното потекло, политичкото и верското уверување, имотната и општествената положба, а членот 44 од Уставот пак вели дека секој има право на образование. Некои од онколошките пациенти повторно се жала дека не им е достапна неопходната терапија и покрај тоа што Министерството за здравство извести дека е набавена. Министерот Фатмир Меджити денес по посетата на обновениот дел на клиниката за ендокринологија рече дека дополнително ќе провери зошто пациентите повторно се жала дека немаат терапија, објави Макфакс. Службите веднаш ќе го проверат овој проблем, рече министерот Меджити. На новинарско прашање дали ќе побара одговорност од директорката на клиниката за онкологија, Меджити рече дека ќе постапува безкомпромисно. За секој што ќе сгреши пред здравствените закони ќе има одговорност безкомпромисно. Ова здравство не функционира. Јас сум автокритичен. Вложивме многу труд и напор, правиме се за да ги подобриме условите, вели министерот Меджити. Онколошките пациенти повеќе од 2 месеца беа оставени без терапија. Проблем за кој министерот Меджити минатата недела извести дека е надминат и дека болните од рак веќе не треба да имаат проблем со пристап до терапијата. Бруто домашниот производ во првото тримесечје од оваа година забележа раст од 2,1%, соопшти Државниот завод за статистика. Во првото тримесечје поголем пораст е забележан во секторите градежништво од 12,7% и трговија на големо и мало, поправка на моторни возила и мотоцикли, транспорт и складирање, објекти за сместување и сервисни дејности со храна од 10,6%. Финалната потрошувачка на домаќинствата, вклучувајќи ги и непрофитните институции кои им служат на домаќинствата, во првото тримесечје номинално расте за 14,8%, а незиното учество во структурата на бруто домашниот производ изнесува 69%. Во истиот период, извозот на стоки и на услуги номинално се зголеми за 13,7%, а увозот на стоки и на услуги забележа намалување во номинален износ од 1,4%. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно со максимална температура која се искачи до 26 степен и минимална утринска која беше 14 степени Целзиусови. И за утре метеоролозите најавуваат облачно време со можни врнежи од дожд. Температурата ќе се движи во интервал од 16 до 23 степени Целзиусови. Ви благодарам на укажаната доверба. Останете понатаму со нашата програма.